Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени правеа и тога пропадна за мајкот на. Во старата струшка чаршија се наоѓа сокакот наречен сокак на мајка Марија. Во оваа куќа позади мене бил домот на мајка Марија, која што од смрт спасила многубројни партизани во вирот на Втората светска војна. Македонската жена низ немирните историски времиња од секогаш се одликувала со храброст и пожртвуваност во името на слободата и правдолюбивоста. Една таква личност од Втората светска војна и народно-слободителната борба е една стружанка која од милост партизанските илегалци ја викале мајка Марија. Марија Јовановска е родена во Охрид кон крајот на 19 век во старата градска фамилија Шентеви. Во 20-тите години од 20-тиот век се мажи во Струга за струшкиот занечија Јон Јовановски, со кого го родила синот Стефан. Била домакинка со природна интелигенција, кротка и благородна личност. Надворешно била висока со слаба конституција, но со мощниот цврст карактер и дух. Храброста била незината одлика, го изложила својот живот и животот на семејството, вклучувајќи се во заштита на борците за слобода. Во семејната куќа на Јовановски била изградена тајна скривница, каде што ги криела партизанските активисти, како Сандре Милески, Љутви Руси, Радка Ивановска, Александар Крстески, Стефан Есторовски, Владо Малески, Љупка Јовановска, Никола Кочовски. Историчарот професор доктор Павле Митрески во 60-тите години од минатиот век се сретнал со мајка Марија во Струга и средбата ја запишал во книгата Историски прилози за Охридско-Струшкиот регион. Средбата со Марија се случила кога ги истражувал како историчар и анкетирал вистинските борци од НОБ. Ја најдов жива беше и мајка Марија. Ме прими точно во оваа соба, овде кај што седиме, со која што разговарав долго време со неа и беше една кротка, слабичка жена, височка, доста интелигентна. Дури ги познаваше и сите луѓе што доваѓале по име, јас ја распрашува кој биле, што биле, кој доваѓа, и таа ми кажуваше покрај другите и луѓе од Прилепско, ми кажуваат по име и презиме, ми кажуваат за стружани кои што се криеле тука, за печатницата. На Марија и Јон Јовановски на 8 октомври 1923 година им се раѓа синот Стефан. Членови од семејството Јовановски се карактеризирале со изразени патриотски чувства и слободолюбивост. Неколку членови од ова семејство, Крсте и Виолета, се вклучуваат во народно-слободителната борба, а по нивните стапки тргнал и младиот Стефан. Како прогресивен дрводелски работник во 1942 година се вклучува во организација на народно-слободителното движење во Струга. Марија, синот единец, го загуби во 1945 година. 1944 година, летото, како и други млади, и тој рекол, ја ќе, овие не го пуштале, партизан да оди, меѓутоа отишол. Заедно со другарите отишол во Караорман, од Караорман на Сремски фронт.
се вклучил во партизанските единици на Сремски фронт, кај Кајгана загинува 45-та година. Така да трагедијата кај ова жена, мајка Марија, тука настанува еден голем трагичен куршлус, кој што таа не помислувала до тоа ќе дојде, ама ете, животот пишува историја и тоа е бидено, е тешко. Од 1942 година домот на Марија Јон станува тајно прифатилиште за бројни партизански легалци кои се вклучиле во народно-слободителната борба во Втората светска војна. И дојдов до едни сознанија дека во Струга најголема улога во заштита на македонските охридско-стручки револуционери и пошироко обезбедиле со време една просторија, зграда, куќа, која ја прилагодиле за криење и состанок на раководството од не само Општинскиот комитет на Струга, туку и пошироко, кои што доаѓале овдека во Струга да ги сокриват и да ги чуват овде. Скривницата во долапот на куќата била безбедно место за криење на илегалците. Тајниот дел во куќата се градел ноќе и можел да собере 4 возрасни луѓе. По примерот на револуционерите од Илинденското востание, во куќите, во многу куќи, било во градот, било во селата, има сочувано скривници. И таа скривница е токму по таа идеја е обезбедена, направена. Длабока е скоро 90 сантиметра и може да прими до 4 души. Како дошло до тоа идеја, кој што ми кажуваше мајка Марија, замолиле и таа прихватила одма. И луѓето, млади луѓе, веќе доваѓа со кофи, со ноќе, вели, една недела, две, земјата е ваде, бидејќи ѕидот е многу широк. И простори од она страна, и од другата страна, и од третата, за да може да извадат земјата и камења све. Ноќе ваѓај ги, фрлај ги и направиле долу ко одајче. И едно мало скаличе се спушта, го направиле, во евентуална опасност, одма за двајца, тројца, во крајен случај четворица, да се сокриват долу. И машинеријата, мислам печатницата, што е била овдека, одма да ја стават натре. Овде позаде имаше бавчуле едно, и во бавчата ѓомити та си работат све, а ноќе од тука влегувале, имало влез, за да не биде од другава улица видно, него оттам ги внесувала луѓето. И за среќа имала пекара близу овдека и храна им носела. Струга била средиште каде што дејствувале илегални партиски членови на Комунистичката партија на Македонија. Партизаните заминувале во борбените единици во Малесија и Дебрца. Целокупната организација од крајот на 42 година, па све до 44 година, до ослободувањето на Струга, таа функција револуционерна, тајна, ги обавувала мајка Марија. Овде доваѓале луѓе, како што реков, и од Дебарца, и од цела Македонија, и од Дебар има луѓе, неколку луѓе се не ги помнам кои учесници во нов кои што спиеле тука. Она ги знаеше по име и презиме, а јас ги имав забележано тие луѓе. Крајот на 43-та година, декември месец, доваѓа до една тешка ситуација за Дебарца. Воените
збидувања на релација партизани со окупаторите, било домашни, било острана, фашистички борби кои што биле решени, нарочито германците, со помош на фашистичките групи, да ги ликвидираат партизанските единици во Дебарца, бидејќи Дебарца е слободна територија. Од октомври месец, 3-4 месеци е таа слободна. Таму може и училиште, имаше све движење слободно беше на тој терен. Меѓутоа, дека 4-5 декември 1943 година морале да се повлечат, бидејќи од сите страни на Дебарца било обиколена, и од Кичевска, и од Струшка, и Охридска страна, морале преку планина да се преселат преку Ресен, Галичица во Егејска Македонија. И то многу луѓе, многу единици, партизански единици, да не навлегувам, тоа е голема и долга и широка историска ситуација. Арнома раководството решава, партиско раководство во Дебарца да останат активисти, луѓе кои што ќе продолжат да делуваат меѓу народот, да не го остават народот ни угоре, ни удолу. Мора да имат раководство, било за храна, било за облекло, било за заштита, колку толку да организира таа ситуација. Се разбира, тука остануваат пред се членовите на раководството партиско, општинско, околиско и областно. Така да во вториот областен комитет биле задолжени Радка да остане, Александар Крстицки да остане и други активисти да останат да делуваат. Во домот на Марија и он, меѓу бројните комунистички легалци, за солниште нашла и прилепчанката Радка Ивановска. Повеќе време престојува Радка, прилепчанкава. Таа е член на вториот областен комитет на КПЈ за Западна Македонија, Дебарца, Охрид, Ресен, Струга, Кичево, дел тој дел го држи и е доста активна, млада девојка, многу вредна и се движи во сите правци организација, заедно со другите, се разбира, партизани, задолжени активисти, некои во илегала, некои јавно и така натака. Така да пред себе ја има сликата на видни луѓе од ова подрачје, од Дебарца, Караорман, Малесијата, Струга и Струшко и другите краеви. Радка Ивановска останува во Малесија. Ситуацијата во малесиските села не само што немала и храна, него било тешко да се живее и се барало потреба, се увало политичка потреба да дојде во Струга. Да дојде за да може да ја продолжи активноста, да нема вакуум. Едни се задолжуваат према Бешејшта, према Белчишта, други не се задолжуваат овде да дојди. Се проблекува во селска носија од Збржди, доваѓа од село Збржди и Малесија, заедно во пазарен ден доваѓа тука. И не се сместуваат токму во ова куќа кај што сега седиме, кај мајка Марија. Се преоблекуваат, се разбира во, да речам така, граѓанско
граѓанска носија давет и врската со струшките раководители, меѓу кои е Стево Нестор, Чипан и други, да не ги именувам повеќе луѓе, ги заборавам, кои што се активисти овдека и состанци овде држеле. Партиската организација најповеќе од Струга. И мајка Марија е примила како ќерка. Со неа спиела, јадела, ги делела и доброто и лошото. Стално во штрек. Че излезела лево, десно, пак врати се ноќе, дење, зависи од ситуација, али целиот живот до 44 година, до лето, крај, до средината на 44 година, значи тие 5-6 месеци овде седи. 7 море скоро. И незината активност продолжува тука, држи врска со со Иван Талески, со Александар Крстевски, со Сандре Срезовски и други доваѓале овдека и држи врска и тајна се разбира. Мајка Марија во разговорот со историчарот Павле Митрески од тие времиња на окупацијата споделила и една опасна ситуација. Една ноќ во домот на Јовановски упаднале германски војници барајки партизани. Непријателот не мирува. Некој кажува на германските раководители дека во оваа куќа е изворот на партизанщината и дека тука се нешто случува. И тие пратат. Ама никако да се сетат од каде таа влегува и излегува во оваа куќа во одредени временски периоди. Не можеле никако да се сетат, бидејќи мајка Марија си имала свој начин како да го тоа се правела на тоа што носела в чаршија, излези, влези, кај се, што се одма ги известуваат. И врските ги држи двете жени. Една длабока ноќ, јулска, легнале овде како и секогаш, да спијат некаде во 1 сатот, преку ноќта почнале да тропет на главниот влез и влегле насилно. Почнале да тропет и овде насилно. И мајка Марија скокнала, што е, кој е ова, она, отварај, отварај, чекај да се облече, јас сум гола, да се слеча, почекајте, а вратава затворена. И таа, додека таа се наводно облекува, слекува, ветар во магла, а тие облечени спиеле. Нарочито Ивановска. И таа одма влегва овдека во Шкривницава. Се сокриват, а овдека биле чаши, финџали, долап ги викаме овие скриени и заставено све тука, се гледа долапче. И тие им отворат, гледат. Ево ти дојде, кажите што е работа. Овде имаш луѓе. Како не, немам. Имаш. И почнале да ја удирят по гради, по глава, по све. Кажи кај. Не бре луѓе, немам ништо. Нема, како нема, има. А шпиунот кажа све како што е. Арнома, умешноста на македонскиот човек, еве до кој израз и заштита дошло. Еднош во животот се случува, ама спасот се одиграл.
И нема луѓе, барајте, и тие гледат ваму. Во бавчата, отварат шифонери овдека долу, овдека извадиле од патосот, почнале да го копет, да го рушат, со бојанети све, удирале и во позади мене ова долапчето, удрат зид, вели, нема ништо. Ово зборват, а преведувач вика имаше, преведувач на македонски јазик, име Сонив го име земено, и му ја увед на острана, ќе седиме, мора да излези тука. Шпионот не тука е, ама се разделило, 4-5 сати, дошло 5 сатот. Гледа народот, ќе излези, почне да оди на работа, да ваму да таму, и што е оде срдица на куќава. И виделе, нема ништо, ќе си сјоиме. А Ивановска Радка седи долу, а све слуша. Све се слуша. Што се збори, как се збори, срцето е тропат, се испукало срцето, да не влезе натре, да не видят. Арно ни да се накашла ништо. 4 сата, скоро и повеќе, седи долу, и тие ко тропали овде, ко почнале да под патосов да баре, таа веќе мислела ќе влезе долу. Не успеале. Не може да се досетат. Или зодзади, ајде, си одват и испраќат, им дават и кафе на германциве, ги служи све, само да не се накашлат ова сирота долу. И тие нема, ти си заминале. Од кога заминале, видела острана дека заминуваат, ги испратат све, и Радке излези, ајде, ќе извлекла од визбава долу, од скривницава, излегла целата, пропадната, и на креветот тука седнала, взела воздух и почнале да се бакнуваат, да се бацват, од заштита, да плачат една со друга. Мајко, ме спаси. Чути се, седи тука, молчи. Нати вода. Поминало 1 сат, дошла при себе и такво едно дружење, таква една заштита на една мајка, обична жена, работничка, ретко годе се случува. По завршување на Втората светска војна, пред крајот на нејзиниот живот, во еден летен ден повторно се среќаваат мајка Марија и Радка. Средбата била трогателна, раскажува од тие моменти историчарот Митрески. Кога јас сознав за овој случај, ја ја замолив Радка, бидејќи доваѓаше летно време, дали беше 64-та, 65-та, не знам која година, со Александар да дојдем овдека, таа беше жива, али оронула, стара веќе. И му викам, сакам да ве спојам двете, како ќе се понашате, да ја кажете вистината. Радка се сложи, сакам да ја видам. Сум била и понапред, ама сега сакам посебно да ја видам. Директор, јас бев директор на историски архив, да ја видам. Ајде. Има тие кола, ме донесо. Овдека седнавне. Господјено плачење. Ко сум видел двете, како се гушка, како кажува ова што јас сега зборувам, и ги имам напишано и објавено во моите писанија, верувајте ми, и јас силом прилика почнав и ја да плачам, солзи да пуштам, а и Александар, затоа што се спасена една жена, еден живот е спасен.
Од нашата поблиска историја, Марија Јовановска, позната меѓу стружани и пошироко, меѓу борците како мајка Марија и личност достојна за почит. Треба вечно да се пишува, зборува за поука за младите идни поколенија. Ретки ги имаме такви случаеви, го жртвува животот и успеваат во тој смисол да го реализира онака како што било замислено за заштита од страна на партизанските раководители и комунисти. Но денес таа е заборавена. Сеќавањата за оваа храбра жена се зачувани на спомен плочата поставена на трошната куќа во старата струшка чаршија и уличката по која повозрасните стружани се уште го нарекуваат сокакот на мајка Марија. Тие се единствениот потсетник на жената која била дел од македонските мајки кои се вклучиле во ослободителната борба на индиректен начин, не помалку опасен и ризичен од оние кои војувале со пушка во рака за слободата на Македонија. Мајка Марија се вбројува во плејадата македонски мајки достојни за почит и паметење. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Коските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени правеа и тога пропадна за мајкот. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви.